Беше тоа на 13 февруари 1893 година, кога е роден Ѓорѓе Апулевски, македонски писател на кратки дела, лексикограф, историчар и воен водич, автор е на првата печатена македонска граматика, роден е во селото Галишник, каде што ја започнува борбата за слобода на својот народ, истовремено учествувајќи во ослободителната борба и на другите балкански народи. На 13 февруари 1895 година, браќата Огист и Луи Лимиер, француски хемичари и индустријалци и конструктори на првата филмска камера, патентираа апарат за примена на хронографски отпечатоци наречен кинематограф. Беше тоа на 13 февруари 1947 година, кога во Скопје е основано Друштвото на писателите на Македонија. Основачи биле Блаже Конески, прв председател, Димитар Митрев, Славко Јаневски, Асо Шопов, Владо Малески, Ристо Крле, Васил Илјовски и Иван Точко. На 13 февруари 1953 година во Штип е роден Љупчо Јордановски, македонски политичар, професор и сеизмолог, председател на партијата на Слободни демократи и поранешен председател на Собранието на Република Македонија. Во 1975 година станал дипломиран електротехнички инженер на Електротехничкиот факултет при Загребскиот универзитет. Докторирал на Универзитетот Јужна Калифорнија во Соединетите Американски држави во 1985 година. Беше активен на политичката сцена во 2000 година. Почина на 7 октомври 2010 година. Беше тоа на 13 февруари 1961 година, кога е роден Драги Сетинов, македонски фудбалер. Во сезоната 1981-82 играл за победа од Прилеп, за која одиграл 27 надпревари. Во 1982 година преминува во Скопски Вардар, каде останал до 1986 година. За овој клуб одиграл 117 надпревари. Во таа година преминува во Сплитски Хајдук. За Хајдук одиграл 106 надпревари и го освоил последното издание на Купот на Маршал Тито во 1991 година. Во 1988 година го освоил и трофејот Били како најдобар играч избран од Слободна Далмација. Во 1991 година заминува за грчки Етникос Астерас. Кариерата ја завршува во овој клуб во 1992 година. Бил репрезентативец на Југославија. На 13 февруари 1978 година, за време на летот Б707 од Југославија до Австралија со авионот се родил Јатко Тодев. Денес тој живее во Австралија и тој е прв македонец кој се родил во авион. Неговата мајка Марија Тодева се породила во авионот и тоа било прв таков случај во историјата на воздушниот сообраќај. Името Јатко му го дал пилотот по името на авиокомпанијата Јат. Беше тоа на 13 февруари 1973 година, кога во Скопје е родена Наташа Бунтевска, македонска поетеса. Досега објавила 2 поетски книги, Мали вечности и Горниот град. Го напишала сценаријето за краткиот арт-филм Здивот ме врзува со светот, кој е сниман на почетокот на 2001 година во Индија. Застапувана е во повеќе антологии и прегледи на македонската поезија. Незината поезија е препејувана и објавувана на хрватски, англиски, романски, словенешки и други јазици. Живее и работи како новинар во Скопје. На 13 февруари 2011 година на Скопското кале дојде до судир помеѓу поголема група млади од македонци и албанци. Први дојдоа 100 комити и закачија знаме на црквата музеј во знак на поддршка за нејзината изградба. Половина час подоцна друга група граѓани албанци се организираше пред Скендербек. Се движеа низ чаршијата и се појавија под калето, пред Мустафа Пашината џамија и беа против изградбата на црквата музеј. Тие тргнаа на главниот влез од тврдината, а полицијата ги спроведуваше комитите кон излезот од другата страна. Токму кога двете групи се забележаа, се случи инцидентот во меѓусебниот судир на двете групи.
Беше тоа на 13 февруари 2019 година во автобуска несреќа кај селото Ласкарци. Загинаа 14 луѓе, а многумина беа повредени.